Дали очекувавте ваков исход на референдумот? Да почнеме со референдумското прашање и со излезноста. Да, задоволни сме заради тоа што имаше доволна излезност и не беше залудно распишувањето на референдумот и референдумското прашање. Да, негативен беше одговорот од населението. Да, ние бевме скептици во ова, бидејќи со самото држење на трибините овидовме дека во населението постои доза на скептицизам, односно недоверба и во системот, и во начинот на функционирање. Се работеше за концепт кој што нуди долги години на стопанисување, заедничко стопанисување. Мора да напоменам дека тоа значи заедничко стопанисување на комуналното претпријатие. Меѓутоа, таа доза на недоверба, на скептицизам се покаже дека е навистина така и се случи тоа што се случи, например, со поголем излезноста да се оствари, меѓутоа сите да бидат, не сите, туку поголем дел да бидат против ова формирање на јавно-приватно партнерство. Каква кампања водеше општината за овој референдум и дали имаше контракампања, односно некој кој што ги мотивираше граѓаните како да гласаат? Да, имаше кампања. Мора да напоменам дека ние како општина спроведувавме кампања во која го наведувавме народот сам да одлучи. Ние единствена наша цел беше да го објасниме овој концепт колку можеме, бидејќи беше и краток временскиот период за сето тоа да се спроведе. Меѓутоа не идовме на голем отпор од одредени структури кои што и јас не знам кои се, кои што ширеја секакви невистини, секакви лаги во врска со јавното приватно партнерство, на некој начин и влијае врз размислувањето на населението. Имаше одредени кампањи и на интернет, и на социјални. Или овде од куќа на куќа имаше и на лице место луѓе кои што не знам од каде беа, сега по изговорите на луѓето кои што мислам по посетата на куќите имавме информација дека се работи за политичката партија Левица. Меѓутоа не сум сигурен и не можам тоа да го тврдам. Без разлика кој да бил, дојдоа луѓе од страна кои што на некој начин го насочуваа населението да гласа против.